Представници на медиумите. Време е да почнеме постепено да ја враќаме државата на прав пат. Свесни сме дека ова што ни се случува со пандемијата на COVID-19 во светски рамки ќе остави траги во нашата држава. Токму од тие причини, како луѓе, но и како политичка партија, сносиме најголема одговорност за иднината на Република Северна Македонија. На македонската демократија и развој им требаат стабилни институции и колку што е можно поскоро рестартирање на македонската економија, како и враќање кој нашиот основен приоритет европските интеграции. На македонскиот народ му е потребно функционално собрание и влада со нов граѓански легитимитет, а нам тоа ни е обврска која треба да исполним. На прво место се граѓанските државните интереси, а Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како партија, нема да дозволи никој да го загрози здравјето на граѓаните, економијата и демократијата. Консензус за датум за избори треба да има. Но ако ВМРО-ДПМН бега од тоа, изборите по сила на закон ќе бидат на 21 јуни ова година. Тогаш истекуваат сите изборни рокови, 22 дена по завршување на военната состојба. Социјалдемократски сојуз на Македонија, како одговорна партија, вложува максимални напори да дојдеме до заеднички договор. Не е добро ниту за нас, ниту за ДПМН, ниту за граѓаните, ниту за државата да не се одржат сега изборите. Христијан Мицковски сака да не втурне во неизвестност и во нова криза. Рече дека и верува на Комисијата за заразни болести и побара нејзино мислење. Го доби во најбрз можен рок. Бараше мислење од ОПСЕ, го доби само за еден ден. Неговите услови се исполнети и според комисијата која дава точно протоколи и за кампањата и за изборниот ден, и според ОПСЕ кои потврдија дека ќе бидат присутни на самиот ден на изборите. Абсурдна е позицијата на Христијан Мицковски за изборите, кога ќе имало 0 заболени целиот свет. Здравствената светска организација рече дека ние долго ќе живееме со COVID-19. Најважно е да го контролираме и да се заштитиме од истиот, бидејќи за жал тоа е нашата нова нормална состојба. Што се однесува до гласањето и самиот изборен процес, нашите здравствени институции покажаа сериозен капацитет за справување со коронавирусот. Секој од нас ќе помине 2 до 3 минути на гласачкото место, а сите имаме обврска да исполниме крајно одговорно. Гласањето ќе биде 100% безбедно. Како што се движиме со заштитна опрема, маски, ракавици, средства за дезинфекција во сите јавни објекти, така ќе биде и на денот на изборите. Како што најавуваат надлежните здравствени институции, постои опасност од нов пик на есен со кој мора подготвено да се справиме, а не тогаш да се оптоваруваме со лидерски средби, кампањи и избори. Лицемерно и крајно неодговорно од страна на ВМРО-ДПМН да негираат одржување на легитимни парламентарни избори, потикнувајќи вештачка криза и барајќи изговори. Но претпоставам дека опозицијата купува време како нема да го одложи неизбежното, а неизбежното е нивен дебакал, односно пораз на изборите. Ви благодарам, повелете се прашање.